Почитувани, очигледно е дека рецесијата во која влезе македонската економија не е некое многу важно прашање за владата. Таа организира пресконференции за се и сешто, ама не најде за сходно да организира посебна пресконференција за да им каже на граѓаните што ќе прави во врска со рецесијата. Вчера министерот Ставрески имаше пресконференција, но на друга тема, а онака патем одговори и на новинарско прашање за рецесијата. Значи, да немаше новинарско прашање, ќе немаше ни збор од владата за рецесијата. Вчера министерот Ставрески кажа неколку работи за кои граѓаните заслужуваат да ја знаат вистината. Причината за рецесијата во Македонија, министерот Ставрески ја гледа во она што се случува во Европа и рече дека еврозоната е во рецесија и во вториот квартал од годинава имала пад од 0,8%, исто како Македонија. Еве го последниот податок од Евростат, организацијата задолжена за статистика на европско ниво, објавен на 6 септември годинава, од кој се гледа дека она што го зборува министерот не е точно. Според Евростат, и Европската Унија, и еврозоната не се во рецесија, бидејќи во последните 2 тромесечија тие немаат последователен економски пад. Тие имаат пад само во второто тримесечие од годината и падот е многу помал од македонскиот. Падот на еврозоната е речиси 2 пати, а падот на целата Европска Унија 3 пати помал од падот на македонската економија. Министерот Ставрески спомна дури 6 земји со економски пад: Франција, Словенија, Хрватска, Холандија, Шпанија и Италија. Најпрвин да расчистиме. Во Франција нема економски пад. Преостанатите 5 земји си имаат економски проблеми, ама во сите нив заедно продаваме 14% од се што продаваме во странство. Тоа е двојно помалку од она што го продаваме само во Германија, во која што во ова време нема рецесија. Значи, крајно време е владата да престане вината за неуспесите, да ја бара секогаш кај некого друг, а никогаш кај себе. Понатаму, министерот Ставрески вчера рече дека опозицијата не требала да критикува и требала да предложи мерки. Прво, ние не критикуваме, туку презентираме прецизни факти и аргументи, а ако владата се наоѓа засегната и не ја одговараат фактите, тогаш тоа е проблем на владата, а не на опозицијата. Второ, СДСМ уште пред многу месеци на владата ја достави 37 мерки за тоа како граѓаните и фирмите полесно да ја преживеат 2012 година. Но владата воопшто не сака да разговара за мерките на СДСМ, а од тоа штета имаат само граѓаните и фирмите. Понатаму, кога станува збор за тоа што да се прави во иднина, според медиумите, Ставрески зборува за можни други мерки во рамки на расположливите буџетски средства и дека целосно се исцрпени потенцијалите за поддршка на економијата. Преведено народски, тоа значи дека владата пари за нови мерки и помош на граѓаните и фирмите нема. Пораката од владата е: луѓе, снаоѓете се сами, како знаете и умеете. Тоа е трагедијата со оваа влада. За помош на граѓаните и фирмите пари нема, ама за реклами и споменици, како што гледаме, има. И за тоа и понатаму безмилосно се троши. И по кој знае кој пат ќе повториме. Владата не сака ниту да објави колку им должи, а не пак да им плати на фирмите за поврат на ДДВ и за добиени, а не платени производи и услуги. Само тоа да го направеше владата, како една единствена мерка, секи изгледаше многу поинаку. Многу фирми ќе преживеја, многу работни места ќе се сочуваа и на многу семејства ќе им беше полесно. Ова е во чиста надлежност на владата и нема врска со економската криза. Благодарам. Дали имате некој прашање? Евидентно е дека владата нема до крајот на годината да ги оствари своите приходи кои што ги имаше проектирано со последниот ребаланс на буџетот. Тоа значи дека таа нема да може да троши толку колку што планирала, ако сака дефицитот во буџетот да остане ист. Дури владата и да не направи официјално нов ребаланс на буџетот, самиот факт дека ќе потроши помалку од тоа што планирала, затоа што има помалку приходи,
тоа ќе биде една форма на неофицијален ребаланс на буџетот.